На 17, 18 и 19 јули, односно следниот викенд, сите патишта од Македонија ќе водат токму тука во Прилеп. А зошто? Затоа што по 23 пат ќе се одржи еден од најпрепознатливите фестивалски македонски брендови, а тоа е Пивофестивалот. Тоа е фестивалот кој што за овие 2 децении беше пионер и успеа тука во Прилеп да ги донесе најпознатите музички имиња од балканските простори, но исто така гостуваа и странски музички имиња. Секогаш, а и сега, фестивалот гледа да ги задоволи сите музички вкусови, од поп изведувачи, рок. Не е испуштена никогаш ни алтернативната електронска сцена, особено внимание се посветува на македонските музичари и секако тука и турбо фолкот. 2 децении на успеси и падови, 2 децении на критики и пофалби, но сепак овој фестивал успеа да остане еден од најпрепознатливите прилепски брендови, кој што носи огромен број на туристи тука во градот, кои што пак имаат голем импакт врз прилепската економија. Многу повеќе за ова 23-то издание на фестивалот ќе ни каже нашиот градоначалник Дејан Продановски. Господине Продановски, малку поголемо интро на ова интервју, но целта беше да кажам дека навистина е успех 22 години да обстои еден фестивал под различни околности и услови на македонската музичка сцена и да биде навистина не само прилепски, туку и македонски бренд. Токму така, како и секое случување кое што трае долги години, има собствени подеми и падови. Се надевам дека го доживеавме најнискиот интерес во минатите години. Сега сметам дека овој фестивал ќе се врати повторно на пиедесталот на фестивали во Република Македонија и дека и годинава, а и следните години кои што доаѓаат ќе ги собереме сите граѓани на Република Македонија кои што се љубители на вакви настани да дојдат овде и да го посетат ова навистина интересно издание. Единствено, гледате сега дека последниве години направивме како прилепчани тренд и веќе и сите градови си створија своји собствени вакви производи за да привлечат што е можно повеќе туристи. Основната цел токму е таа да се промовира градот, да се промовираат гастрономските услуги кои што ги нудиме како Прилеп, а имаме една од најдобрите храни која што се приготвува, особено прилепската скара. Неколку пати напоменувам на сите мои изјави дека веќе почнавме да работиме да се ја заштитиме како бренд, да стане македонски бренд, препознатлив бренд, затоа што навистина и заслужува тоа да биде. Ја имаме и 102 години традицијата на производство на пиво овде во Прилеп, значи сите услови ни се исполнети за да одржуваме вакви фестивали и се надевам дека оваа година полека ќе почнеме да го градиме, да го враќаме сејот на нова веќе 23-то издание на Пивофестивал. Колку видови на пиво, кои пивари може да ги очекуваат прилепчани, но и оние кои што ќе дојдат тука да го посетат овој фестивал во тие 3 дена? Иако веќе пред самиот старт на фестивалот, до сега од организаторите имам информација дека се најавени 5 поголеми пивари со асортиман од 20 различни вкусови на пива кои што ќе бидат изложени и тука несомнено ќе бидат сите прилепски угостители кои што ќе понудат добра храна на овој фестивал и тоа е можеби стартниот предизвик кој што треба да го имаат граѓаните и на Прилеп, но и на Република Македонија и пошироко се разбира. Ги очекуваме сериозно и како наши гости и нашите иселеници кои што во овој период ги користат годишните одмори. Еве и една покана до сите градови на Република Македонија да дојдат, да видат, да пренесат искуство во државите каде што живеат, а и возвратно да не поучат нешто што виделе таму, да искористиме некое искуство од други поразвиени западноевропски земји. Мислата ми беше дека ќе имаме сериозна понуда не само на храна и пијалоци, туку Прилеп изобилува со богато културно наследство, со исклучително добри храмови кои што треба да се посетат, онај што значи верски туризам. Ги имаме сите знаменитости овде во Прилеп, убав, уреден, урбан лик на градот, веќе го враќаме стариот сјај, се уредува централното градско подрачје, се уредуваат сите останати населби, се градат големи инфраструктурни проекти, значи Прилеп е едно вистинско место во летните горештини да биде посетен и да понудиме и добра забава, но и добро културно надградување на сите гости кои што ќе дојдат и да не заборавам дека имаме една добро развиена трговска мрежа, да понудиме добри производи, да се купат производи кои што ги нема во останатите градови и така, значи единствената цел која што ја имаме е да понудиме добра забава, а воедно и да ја развиваме локалната економија, затоа што низ призма на трошењето на буџетските пари
гледаме да привлечеме туристи, да го направиме Прилеп атрактивно место за посета. Би ги спомнал, иако со скромни, но со добри капацитети за сместување располагаме. Значи, буквално Прилеп треба да прерасне во еден туристички град во периодов кој што предстои, а е една вистинска шанса за оние туристи кои што ќе дојдат да ги на некој начин да ги заинтересираме за убавините кои што ги поседува Прилеп. Ние сме како општина единствена можеби во Македонија кој што имаме два природни знаменитости, природни културни наследства, Марковите кули, барата во големо Коњари, значи и природа, и култура, и историја, комплетна понуда да се поминат неколку дена овде во Прилеп. Локацијата останува тука иста на плоштадот Александрија и дел од булеварот Гоце Делчев, иако често во минатото имаше дискусии дали треба да биде променета, да се подели фестивалот на повеќе стејџови во зависност од видот на музика. За сега останува тука главната бина позади нас и нормално тука и алтернативната сцена на камената бина која што продолжува по завршувањето на оној официјален дел од програмата. Токму така се размислуваше за промена на локацијата, за различни локалитети на кои што би се одржувал овој фестивал, да биде во различни сцени и така натаму, но сметаме дека автентичноста можеме да ја одржиме само со задржување на истиот простор за одржување. И годинава Советот на општина Прилеп донесе одлука дека 3000 метри квадратни од плоштадот ќе бидат зафатени со понудувачи на пијалоци на храна, ќе биде големата сцена токму тука пред овој значаен објект културно-историски. Сега иако комерцијална намена има, ние препознат ни фрепер на градот, го имаме можеби еден од најубавите плоштади во Македонија и сето тоа му дава еден дух на овој фестивал и сметавме дека тука треба да се одржи, но за волја на вистината размислувавме како може да поинаку, но Прилеп како град на културата, слободно можам да кажам, ова лето ќе понуди многу различни фестивали. Во текот на овој месец, во текот на наредниот месец го имаме еден ново формиран фестивал, но за тоа потоа таму кон крајот на август ќе зборуваме и за него, претпоставам, тој па една друга алтернативна сцена нуди. И овде по однос на понудата на забава ги имаме и македонските, но и балканските звезди за да бидат задоволени сите вкусови и на крајот на денот заради уживање и на помладите луѓе имаме алтернативната сцена, односно добро познатата камена бина, каде што по завршувањето на главните звезди на вечерта на главната сцена продолжуваме на алтернативна сцена. Го продолживме и работното време за уште 2 часа, значи почнувајќи од попладневните часови, односно целодневна забава и до раните утрински часови, односно до 3 часот после полнок има добра забава овие 3 фестивалски денови во Прилеп. Тука и програмата, што се ќе може да погледне публиката? Па добро, како што спомнав, имаме и балкански и македонски звезди, ние даваме тежиште на македонските звезди, но за да, како што спомнав, за да бидат задоволени вкусовите на сите граѓани, ги имаме и балканските звезди. Во петок имаме Огнен Здравковски отвара, понатаму го имаме Дженал Чаревич, потоа го имаме во саботата вечерта го имаме Јордан Митев и Милица Павлович и во неделата Маријан Коцев и балканската звезда Јелена Розгас, значи исполнети сите вкусови, вие спомнавте и турбо фолк, меѓутоа и македонска новокомпонирана музика и малку по, да речем, поп музика македонска и на вечер после 1 часот на алтернативната сцена неколку диџеи тие вечери кои што ќе ги забавуваат најмладите. Веќе започнаа подготовките, имавте координативни состаноци со сите оние институции, јавни претпријатија кои што директно се вклучени во организација на фестивалот. Што може да се каже од аспект на хигиената, примањето на гостите, паркингот, безбедноста на самиот фестивал? Токму така, сите јавни комунални претпријатија се на висина на задачата, како и секоја година после завршување на фестивалот вработените во јавното комунално претпријатие Комуналецки ќе се погрижат за да плоштадот го вратат во правобитна состојба, да се исчисти сето она што после гостите останува. Го имаме јавното претпријатие за просторни урбанистички планови кои што ќе се погрижи да обезбеди доволен број на паркинг места за сите посетители, да нема проблеми во движењето. Размислуваме да направиме и посебна линија на градскиот превоз која што би требало да ги превезува нашите сограѓани, да искористам приликата да упатам апел да прилепчани заради да овозможиме повеќе паркинг места за гостите кои што доаѓаат од другите градови да излегуваат или пешки или да го користат јавниот
градски превоз, ги повикавме сите институции за на некој начин да ги обучат, односно да му ги представат законските обврски на сите угостители, на сите пивари кои што ќе бидат овде изложени. Не сакаме буквално никаква дамка да падне на овој фестивал, да си бидат исполнети сите законски услови, да си функционира се во онака како што нуди законската рамка. Сите институции се подготвени. Овој период работат со угостителите и со продавачите, односно со производителите на алкохолните пијалоци, за да биде комплетно направена оваа слика. Однос на безбедноста, одделението за внатрешни работи и секторот за внатрешни работи од Битола ќе бидат на висина на задачата, ќе има зголемена присутност на униформирани и други полициски службеници кои што ќе се грижат за безбедноста на сите посетители. Како и досега сме покажале дека на вистина ќе бидеме на висина на задачата и не очекуваме никакви проблеми и на вистина очекуваме само добра забава, совесни граѓани и граѓани кои што добро ќе се забавуваат овде во Прилеп. Благодарам за овој разговор. Со наредни детали околу целата оваа манифестација се надевам ќе имаме пред самиот фестивал наредната недела, кои што ќе им ги соопштиме нормално на граѓаните. Токму така, ова е еве како еден вовед, само да најавиме дека сме сериозно се подготвуваме за овој настан, за овој фестивал и се надевам дека во следна прилика, односно до почетокот на фестивалот, ќе се видиме, а еве ве поканувам и вас како новинарски куќи да известувате и од текот на фестивалските денови, чисто да на некој начин да го разбудиме љубопитството кај останатите кои што не се во Прилеп, а и оние кои што не можат да дојдат, чисто да следат каква е ситуацијата овде во Прилеп. Благодарам уште еднаш, драги гледачи, како што и најавивме на самиот почеток, 17, 18 и 19 јули се датумите на кои што мора да бидете во Прилеп и да присуствувате на оваа забава која што, како што и сами слушнавте од разговорот, ќе ги задоволи различните музички вкусови, а освен ладното пиво, тука и превкусната прилепска скара.